изјавата на заменик помошник секретар Брајан за лидерот на опозицијата Христо Мицкоски во светло на најавената лидерска средба која што треба да се одржи во понеделник, што очекувате од таа лидерска средба по оваквите кораки од стратешкиот партнер? Гледайте, први ја нема да ја коментирам изјавата, можам само да ја потврдам изјавата, затоа што веќе е очигледно дека во нашата држава има два блока, тоа сум го кажал веќе пред скоро година и пол. Едниот кој што е за европски интеграции на државата и вториот кој што е за изолација на државата. Ние успеавме да станеме земја членка на НАТО, успеавме да ги отвориме преговорите со Европската унија. Тие преговори со Европската унија се отворени низ преговори со француското претседателство, преговори со Бугарија и се разбира врз основа на преговарачка рамка усвоена од сите 27 земји членки на Европската унија, во кои се наведени сите наши барања во однос на заштита на македонскиот јазик. Денес законодавството на Европска унија се преведува на македонски јазик. Договорот Фронтекс е потпишан на македонски јазик. На сите преговарачки кабини, тоа може вашите колеги да го видат, стои македонски јазик. Македонскиот идентитет и култура се потврдени на европско ниво, па и дополнително со резолуции од страна на најголемите земји членки на Европската унија. Од друга страна, ние имаме обврска за внесување во преамбулата на Уставот на други делови од народи, вклучително и бугарскиот народ, со што за прв пат ќе имаме јасно разграничување на македонскиот и бугарскиот народ, што е исто така една голема придобивка за нас. Меѓутоа, очигледно ова прашање опозицијата сака да го користи единствено за лични политички цели и да не врати назад таму каде што бевме 11 години. Затоа што нивната теза е дека тие ќе понуделе друга алтернатива, меѓутоа таа алтернатива никој не ја видел. И од тој аспект, кога некој ви нуди нешто што не сте виделе и врз основа на тоа сака да го добие вашето внимание или вашиот глас, тогаш тоа е една голема лага. И затоа сметам дека она што го имаме од страна на владата, коалиционите партнери, од страна на Европската унија, од страна на Европскиот совет, е практично начинот на кој Северна Македонија ќе продолжи во европските интеграции и до 2030 година со оваа влада, после нашата победа на претседателските и парламентарните избори, до 2030 година ќе станеме земја членка на Европската унија. Во однос на лидерската средба, очекувам конструктивна лидерска средба, на која што ќе учествуваат сите политички партии застапени во парламентот, бидејќи тоа е начинот на кој функционира едно демократско општество, каде што сите кои што учествуваат во еден надпревар треба да имаат збор во начинот на кој се организира надпреварот. Инаку, ова ќе бидат први редовни парламентарни избори во нашата држава по 2006 година, бидејќи досега сите парламентарни избори беа вонредни, некој пат беа иницирани по аеродроми, некој пат беа договарани во Пржино, некој пат беа договарани како резултат на блеф од некого за да добие некаква друга корист во политичкиот спектар. Меѓутоа, важно е дека Северна Македонија е стабилна држава која сигурно чекори во европските интеграции и затоа заслужува да има редовни избори. И ние ќе имаме редовни избори. Во однос на нивното одржување, финалниот збор ќе го кажат партиите. Меѓутоа, и ако погледнете во календарот, редовни избори ќе бидат мај нуди можност за такво нешто, претседателски и парламентарни избори. При тоа треба да се почитуваат и верските празници, бидејќи знаете дека април е месец на Рамазан, почетокот на мај, самиот почеток на мај е месец на Великден, и имајќи ги во предвид верниците кои што ја чествуваат и христијанската вера и муслиманската, треба да биде определен датум кој што ќе одговара и на одржување на демократски избори и на чествување на сите празници кои што ги има. Мај тоа го нуди, крајот на април и мај, и сметам дека тоа е некаде роковите во кои што ќе може да се постигне договор.